дечки, добродојавте во моето ново видео. Ова видео ќе биде муабетско видео. Значи, ќе збориме за тоа што е подобро, значи тренингот или да пушите треба да се другирате, да пиете и такви срања, значи што едноставно не се добри за вашето здравје. Значи, вака, подобро се тренира пола сат на ден, значи доколку сакате. За ваше здравје, за да ви биде подобро, да се чувствувате поудобно, за развој на вашите мускули, за подобар живот едноставно. И ако се другирате, пуштите треба, пиете и не знам, ако сте наркоман, например, или пијаница, значи тоа не е добро, влијае на вашиот раст, вашето здравје. Значи, барем совет од мене да тренирате 1 сат на ден, доколку не ви се допаѓа 3 пати дневно, барем еднаш дневно да тренирате по 1 сат најмногу, ако сакате. Значи, вие одлучите што е подобро, да тренирате или да се другирате, да пиете, да пушите цигари. Не ми јасно мене тоа, значи, како повеќе се другирате, пиете, пушите повеќе станувате зависни од тоа, не ми јасно мене, кога ќе тренирате друго, значи има разлика. Помеѓу тренинг, дровата и пушењето цигари. Таа разлика е кога тренираш срцето е постегнато, како да ви кажам, поистренирано, а кога пушите цигари, значи да потрчате 100 метри, ќе се изморите за многу побрзо време. Ќе има поиси од чука и на срцето во една минута отколку што е на тој што тренира, што не пие, што не пуши. Значи, ви препорачал и исто така да пиете чист, значи вода, минерална вода и негазиран сок. Зошто пиете газиран? Пошто имав еден проблем, пиев газиран, но се откажав од газиран сок. Значи, кога тренирав на тренинг на карате, ми стискаше овој тука близу срцето беше, значи, и решив да не пием више газиран сок. За исхрана, значи не е битна исхраната, само да не јадете многу брза храна, пржено, компири и работи, значи можете стек, можете да јадете се што ќе посакате. Само повеќе да избегавате пржено, салами, тие работи. Значи белковини внесувајте во вашето тело, јајца, сирење, кашкавал, пиете млеко, што друго да ви кажам. Значи немојте да мислите дека тој што има, например, 16 години, јас имам 15, ако пијам млеко, се дека уште сум дете, нема врска тоа, значи млекото помага за зврстување на вашите коски, D-витамин. Значи немојте мислите тој што пие млеко е будала. Значи млекото е за сите возрасти, не се битните годините. Јас ова видео го снимам за да ви помогнам на вас да престанете со тие лоши навики, тие лоши работи што ги правите, значи пушење треба, пушење цигари, пиење алкохол, другирање, боцкање, тоа не е убаво. Значи поубаво ќе земам да вежбам цело време отколку да се другирам, да се пијанчам, да пушам трева, да пушам цигари и така натака. Значи никогаш не е касно да го промените вашиот живот, дали мислам, само да кажам, никогаш не е касно за да одредите дали ќе бидете пијаница, дали ќе бидете спортиста. Значи ја ви давам мој совет, да бидете спортиста отколку тие работи. Доволно е само една чашка алкохол на ден да пиете во друштво, из друштво да се напиете. Тоа почитувам, ама вака да идете, например, за нова година. Еден ми вика, другарче ми е, и ми вика, брате, што правиш, како си, вика, ќе дојдеш за нова година. Јас го викав него за нова година, јас не го подав кај него. И ми вика, не дојдам кај тебе, нема да има алкохол, магија треба да се направите. Што ќе се направите магија вие? Нема да осетите ништо, нема да очувствувате тоа како што се поминале за нова година. Нема да знаете ништо што сте правеле. Редно време е да го промените ова мислење, да почнете со здрав живот, здрава храна, за подобар живот понатака, да ви кажам. Значи се гледаме во следно видео, доколку ви се допадна ова видео, лайк, доколку не се допадна дислайк, шернете, субскрајбнете, лайкнете, коментирајте секако. Се гледаме во следно видео, дечки, и не заборавајте го собирот на 27 август во 18:30 часот.
позади Кузман салата кај шипките за стилоракаут и у меѓувреме ќе има и паркур, па се гледаме во следно видео, дечки.